Почитувани пријатели, еве не повторно во студиото на panacea.mk, односно во студиото на порталите pediatar.mk и panacea.mk. Вистинските портали кои што во нашата земја ја третираат проблематиката на здравството и се она што е поврзано со здравствената наука и сите оние дополнителни дејности како што се хигиената, нутриционизмот, исхраната, се она што е поврзано со здравството. Ние на нашите портали ги третираме сите тие прашања од веродостојни извори и факти и затоа сме, морам да кажам, омилени и кај здравствената фела, кај докторите, но и кај граѓаните кои што таму ги наоѓаат вистинските информации, кои подоцна можат да ги споделат, односно се консултираат со нашите сајтови и можат да си одберат се она што сакаат да го направат, односно кој доктор да го посетат, каде да отидат и да го решат својот здравствен проблем. Денеска во оваа епизода ќе третираме еден многу интересен проблем, го третиравме и во минатата епизода од овој подкаст, но денеска имаме еден нов гостин кој што ќе биде многу интересен. Денешната тема е предизвици во здравството во однос на вештачката интелигенција. Значи еден нов момент во здравството, а за тоа ќе разговараме со професор доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, субспецијалист по интензивна терапија. Добре дојде, професоре, како си ми? Добро, одлично, фала за можноста овака да продискутираме на теми кои се интересни, верувам, за сите. Апсолутно. Како ти се допаѓа нашето ново студио? Па студиото е одлично, многу е пријатно чувството, мислам баш онака лежерно и пријатно. Так. Сакам да кажам дека овој тип на комуникација пред се би сакал да ги поздравам сите оние што ќе не гледаат. Што и колегите кои што ќе не гледаат, па и нашиот народ кој што уствари ќе се вклучи да не гледа. Так. И се надевам дека можда и ќе можеме да снимиме некоја емисија во живо, па со прашања да идат во живо. Апсолутно тоа ќе го направиме во иднина, веќе го планираме и мислам дека си планиран како дел од тимот. Но ти сега направи еден вистински потек. Значи ги поздрави сите оние што не гледаат. Зошто е тоа многу важно? Затоа што кога се гледа подкаст, да кажеме на YouTube, не бираат според тоа што ќе го видат како тема, како ликови. Значи тие веќе не одбрале нас за да го гледаат ова и заслужуваат навистина еден топол поздрав. Еден топол поздрав. Ајде да одиме од почеток. Податоци, интернет информации, интернет сфера, позитивна страна, негативна страна. Интернетот веќе е преокупација која што имаме секојдневно. Секој од нас е по минимум 2 часа на компјутер, по минимум 2 часа на телефон. Ајде да ги собереме, може би и 1 час да биде, но некои се и по 6 часа, некои тоа работат цело работно време. Од таму доаѓаат многу информации. Дали здравството, дали се она што е и професионално здравство, ги дава веродостојните информации? Од каде треба ние да ги црпиме информациите што се поврзани со здравството, со здравието, со благосостојбата? Многу специфична тема, не е тоа едноставно. Вие студирате по 15-20 години што се вели за да работите и за да лечите луѓе и сега наеднашка некој треба да ти даде некаква информација. Може би не да те лечи, но сепак да бидеш информиран за одредени проблеми. Па, знаете како, вие тука загатнавте 3 точки кои за мене се многу провокативни. Извини. Ајде поред, да фатим. Идеме поред. Прво, откривањето и позиционирањето на интернетот глобално Так. како систем на комуникација, за мене е навистина едно револуционерно, Так. да речам, откритие. Так. Значи, можност за трансфер на информација од невиден разбор. Интернетот не доведе во ситуација да денеска, во 21 век, ние денеска имаме повеќе информации добиваме во еден ден, отколку што луѓето во среден век за цел нивен живот. Па и не само во среден век, мислам дека и во 20-тите, 30-тите, Па, може да ние се сме каже. буквално бомбардирани, работиме како процесори. Од друга страна, кога станува збор за таа интернет комуникација и да речеме се она што е пласирано, а пласирано е малтене целото знаење на планетава Земја, морам да се вратам
многу децении назад, една многу убава реченица има кажано Максим Горки. Добро. Он у негово време рекол: пазите кога читате книги за медицина, може да умрете од печатна грешка. Вие докторите сите се држите за Максим Горки. Морам да ти кажам. Види, тоа е мислам една од најбитните точки кога збориме и за интернет информираност. Ама апсолутно е точно. Тоа е апсолутна, па ја мислам дека е апсолутна вистина. И она што е за мене па сега од друга страна разочарувачки, тоа е што на нашиот простор анализи ве покажаа дека ние најмалку можеме, значи зборам за овој балкански дел ја вклучувам и Македонија тука, пред се Македонија, ние најмалку препознаваме што се фейк ньюс, што се реал ньюс, што ги викаат. И кликбајтови, само кликаме, стискаме. Значи, не дека луѓето, не сакам погрешно да ме разберат, значи нормално човек сака да се уклучи, да види, кога е здравството упрашање, да добие информација, и таа информација да ја прочита, но мора да ја прочита од релевантни извори. Так. Знаете како, може вие да прочитате одредени информации за одредени болести, а немате кој ја напишал таа информација. Значи, кога немате кој стои како индивидуа и како сајт и како рецензија за Так. некој проблем здравствен, тогаш не знаеме дали е тоа вистинска информација или не. А такви има многу. И, например, има сајтови, јас, например, гледам сајтови многу, бидејќи сум педијатар, нели? Така? Има сајтови кои што велат, да речеме, одредени сајтови кои што препорачуваат системи на исхрана на деца и даваат рецепти за исхрана. Мислам како дома да ја спремите храната. Меѓутоа, внесот на поедини храни е тотално неточен. Као пример, Тоа е сакам... она принцип расипан телефон или како да кажеме, така би дошло. препишување. Значи, сакам да ви кажам... Една нула, една кула. Една нула, една кула, точно тоа. Значи, основното она што треба да го знаат нашите, пред се тоа се мислам на гледачите, не на медицинската фела. Медицинската Ти си фела знае... почувствителен како доктор. Педијатрите се, мислам, најчувствителни доктори. Работат со деца и го имаат оној сенс на заштита максимална. Па, не, ние не сме- велам другите доктори не, ама вие буквално го имате тој сенс на заштита. Па, ние се доживуваме најголемиот дел од педијатри, сега не можам да кажам сите, Апсолутно. ама најголемиот дел од педијатри се Мнозинството. мнозинството апсолутно се чувствуваат како адвокати на децата. Значи, Добар ние израз. ги браниме децата, Така е. нивните права и се она што е за нив потребно. Меѓутоа се нормално во таква ситуација се сретнуваме нонстоп со проблеми кои што знаат да бидат тривијални, да пример родителите се плашат од некогаш минорни клинички манифестации, еве ќе тргнеме од температура. Значи температурата не се е плашат. да, ма тоа е нормално. Мислам, објективно е нормално. Меѓутоа, вие кога ќе прочитате на сајтовите што све значи температурата, родителите доаѓаат избезумени во амбулантите педијатриски, а у основа тоа е еден одбранбен механизам. Многу едноставна Така. реченица. Може Само дури и да е одбранбен. прегреано детето. Може, апсолутно. Сакам да кажам, изворот на информациите е сепак клjuč за тоа да дојдат, особено широката популација наша, да дојде до правилна информација. А извор на информации треба да биде сајт, Таму кај што е некој подпишан. да, каде што е подпишан и стои Стои за целата приказна. целиот тој материјал кој што е Артикл, издан. статии и така натаму и така Што и да е. Сега, во тој дел, многу е важно да имаме во предвид дека сајтови кои што носат такво посебно приказна со своји интервјуа, со материјали кои што се издадени од многу лекари, кои што се рецензирани, па и на крај на денот и лекторирани, не само рецензирани. Да, но и самите лекари ја држат таа научна тежина на тој. Да. Си Значи, дозволиле да денеска- дадат интервју, таа има веќе голема тежина. Апсолутно. Значи, денеска во Македонија, например, најрелевантни сајтови се Педијатар и Панацеа, веб сајтови за кои што можете да добиете информација, било кој може да добие информација за одредени клинички состојби или за одредени болести или диагностички процедури. Во светот има и други, нормално. Меѓутоа, мој топол совет е на сите луѓе, не читајте од сегде. Читајте од таму каде што е пишувано на медицина базирана на докази. И таа е таа која можеме да зборуваме. Ако веќе носите патики кои што сакате да ви бидат оригинални, барем потрудете се да читате некој кој што
завршил големи училишта, го потрошил животот на помагање на луѓето, низ одредени протоколи и процедури медицински, и сега си дозволил на себе си, во интерес на здравството и во интерес на граѓаните, да даде интервју за се она што е ново, но и се она што како треба да се третираат. Впрочем, и овој подкаст е за тоа, да ги запознаеме граѓаните што мисли за оваа тематика професор доктор Александар Сајковски. Значи, тоа е во случајов брендот на патиките, извини за споредбата, но мислам дека мораме да се донесеме на едно ниво. Лесно му е на педијатар МК и на панацеа МК да комуницира. Во прва фаза тие сајтови комуницираа само со фелата. И таа фела им даде одобрение на некој начин заради тоа што учествуваше во нивно градење, во нивно билдање, ајде да видиме малку нели европски, но веднаш потоа јавноста мора да го прифати сајтот, јавноста мора да ги прифати тие сите артикли, тие сите статии, интервјуа, за да се доаѓа до една релевантна здравствена вистина, која што пак нели ќе речеме, докторите лечат, не лечат сајтовите. Па тоа е апсолутно точно, да. Види, тоа е ти ја кажуваш големата вистина. Но она што мене ми се допаѓа во овој тип на информирање е тоа што сајтовите се многу мерливи. Так. Значи, тачно се знае кој колку пати бил прочитан, кој текст бил прочитан, кој повеќе, кој помалце, кој е интересен за публиката, како текст зборам. Така да, на тој начин може многу подобро да се провери дали некој текст или некој материјал кој што е излезен е интересен и за публиката. Значи, на овој начин најдобро се проверува тој дел. Многу интересно кај публиката, јас можам да ти кажам од лично искуство, публиката си има своји приоритети во одредени делови од годината. Значи, во моментот, може би е тренд шекерот, да кажеме, и маснотиите. Читаат се што е поврзано со шекер и со маснотии. Веројатно, тоа е поврзаноста на самиот период од годината, кога има многу празници поврзани, кога се јаде многу благо, кога се јаде. И сега веднаш, да, интересно е тоа. И сега, ако си добар новинар и ако имаш добар менеджмент, добри продуценти, добри тим лидери, тие те насочуваат токму да се пишува и да се прават интервјуа за тоа. За да и дојдеш на публиката, нели? Да, ова е интересна тема. Во моментов, сега, зборам за ситуацијата во Македонија, веројатно на прво место избива од интерес, зборам, што е посебно за педијатријата, се овие инфекции вирусни сега, грипот. Грип, инфлуенца, предходно беше короната, иако и сега ја има. Загадувањето е тренд. Загадувањето е апсолутен тренд. Негативен, мораме да кажеме, максимално негативен. Иако за холестеролот, за мастите, за триглицеридите, за шекерот, тоа е тема never ending story, што би рекле американците. И тука има многу про and кон колку е нормалната вредност, како треба да се третира, и така би видел предлог тука да малце нутриционистички поразговарате, чисто вака како еден предлог колку човек треба да јаде. Може би треба да направиме еден експеримент и јас да речеме да предам на некој тип на исхрана диета и заеднички да го билдаме. Не, знаете што, сега не би сакал да се оддалечувам од суштинската она што треба да разговараме, меѓутоа секако со почетокот на индустријската револуција, значи од моментот од како беше пронајдена парната машина до ден денеска, режимот на исхрана е драматично сменет во хуманата популација, нормално и кај децата, не само кај возрастните, и тоа доведе до ситуација да ние внесуваме многу трансмасни киселини, да внесуваме многу полинезаситени масни киселини, а да се намали внесот на омега-3 масните киселини. И сега, тоа е состојба која нормално ќе доведе до зголемување на кардиоваскуларни болести и некои други заболувања кои што се врзани со тој режим на исхрана, ајде да кажам така. Така да, меѓутоа, од друга страна, во овој момент сега, од посебен интерес за нашата популација се инфекциите со инфлуенца, значи грип, корона, која се уште ја има, мислам во поблага форма од она што беше на почетокот, и со тој респираторен синцицилен вирус кој што е многу застапен сега, не само кај нас во Македонија, него во цела Европа. И пошироко. Да. Ајде одиме на технолошкиот развој, на модернизацијата на здравството и да видиме што имаме тука
Кои се тука нови моменти? Кои се тука нови моменти во педиатријата? Кои се тука нови моменти во интервентната терапија? Тоа е една многу интересна специфика, таа интервентна терапија. Тоа е нели еден вид шок соба, но кога се работи за деца, во педиатријата е малку поспецифично, поинаку. Да, јас работам со интензивна нега и терапија, односно со интензивна терапија до цел живот и метаболизам фактички. Так. Можам да ви кажам дека технолошкиот развој објективно донесе многу. Зборам технолошки развој во смисол на откривање на нови чипови, откривањето на нови технологии во лечење. И сега, например, е една илустрација која е многу интересна. Например, првата права интензивна терапија, како одел за интензивна терапија е отворена во Соединетите Американски држави крајот на 60-те години, 68 година. Так. Со апарати за вештачко дишење, механичка вентилација, што ја викаме, так. нели? Во Македонија првата е отворена 1990 година. Значи, не дека ние сме каснеле премногу, нели? Во принцип, технолошки гледано, од 70-та година па навака, ние имавме во тоа време само два режима на механичка вентилација, значи режими како детето се става на апарат и апаратот дише за него, нели? Денеска имаме повеќе од 15-16 типови кои што се феноменално адаптибилни на децата. Имаме нови апарати за таа механичка вентилација. Сега е секвенционирано веројатно. Да. Само третира одреден дел, не? Да, значи неминовно е да медицината е врзана со индустриализацијата, сам не во смисол на индустриализацијата на оние процеси не, на се си носи технологијата. Своje, се допира. Али од друга страна има еден друг парадокс. Ние на пример во историјата на човечанството имаме многу деца што се родени пред време, а станале генијалци. На пример, таков е Исак Њутон, кој што е роден во 32-а гестатиска недела, човек кој што ја дал основата на физиката, математиката и астрономијата. Имате, на пример, таков е Кеплер, да речеме исто прематурец. По кој што се направен телескопот. Таков е Пикасо. Значи имате прематурци кои преживеале во минатото, успеале да преживеат, но објективно смртноста на тие деца предвремено родени порано беше многу поголема од она што е денеска. Така Добро, дури денеска и се симиња границата до некои, дури би рекол малку и неразумни возрастни, нели, особено предвремено родените деца, значи до деца кои што се негде 23-24 недела, што е значи само овозможено некои од тие деца да преживеат во високо развиени земји каде што технологијата е на максимално ниво. Значи да резимираме. Предвремено родените деца, еве тоа го земавме како тема, како субјект и е прилично интересно. Ќе го земеме како исклучок дека се тие генијалци, дека преживеале, затоа што секогаш има исклучоци, нели? Да. Но генерално можеме да го земеме како резиме дека технологијата допринесува да се намалат да се намали смртноста кај предвремено родените деца во изминатиот период, да речеме 20 на години. И тие резултати се јасни и прецизни и видливи по статистички сите оние мерки. Апсолутно. Мислам, сигурно е 2 многу помало од 10. Да, апсолутно. У тој однос. Значи, прво, преживувањето е подобро, далеку подобро, и второ, она што е најбитно, квалитетот на преживувањето е многу подобро. Значи, децата кои што преживувале како прематурчиња, како деца кои што се родени пред време во 70-тите години или 80-тите години од минатиот век, доста висок процент од нив, зависи сега нели која е таа гестацијска старост, колку се длабоко прематурци, имале одредени последици, на пример оштетување на вид. Као што е Стиви Вондер, на пример, нели ретинопатија, или на пример деца со оштетување на плуќа, деца со оштетување на други органи, кои се трајни понатаму. Денес или оштетување на мозочето, деца со церебрална парализа. Денеска тој број на деца во модерната ера на технологијата во денешно време е многу драстично е намален. Значи можеме да го користиме, цело време сум на тој нијат што би рекле старите,
да кажам дека драстично е намалена со помош на технологијата. Значи, Апсолутно. технологијата можеме да констатираме слободно дека има врска. Да не зборуваме за вакцините, да не зборуваме за принципите, здравствените оние концепти на исхрана и така натаму, за кои што рековме дека сепак мора да се внимава баш поради фактот на погрешните информации. Значи, за тоа треба и да се зема. Кога се зема колку се дава на дете, да речеме, после цицањето мајчино млеко, колку се дава од тоа вештачкото млеко, сепак треба да се земат мерки кои што треба да ги прочиташ од релевантен фактор, од некој кај што се вели потврдени докази толку. Прво, еве да речеме, кога го споменуваш тој дел, Така. ние секогаш викаме во педијатријата, да речеме, тргни спомна доење, или да речеме вештачко млеко после тоа. Јас имам една серија на текстови напишано за педијатар, Намерно те заедно со колешката Кети Ставрич, Така. во смисол на предностите на доењето во однос на вештачките млека, Апсолутно. односно формули. Значи, не постои боле млеко од мајчиното млеко, нели? Тоа не само што носи, не само што е одредено за детето, него е фактички Животен субстрат во тој момент создава антитела, се создава. Апсолутно. Меѓутоа, од друга страна, ако се вратиме на она, кога ги спомнавме децата кои што се предвремено родени, ако се вратите назад 40 години, например, тоа беа оделења кај што беа апсолутно со обид да бидат максимално стерилни. Денеска веќе не е така, родителите влагаат, си го допираат своето дете, мајката го дои, ако е предвремено родено. Значи, тој контакт skin to skin, нели, кожа до кожа, кожа на кожа, тоа е нешто што е страшна емотивна стимулација. И затоа, значи, ние објективно, без оглед на се и на долгото време, долгите години на едукација, морам да кажам дека пак цел живот учиме. Затоа што технолошкиот развој не тера да новите технологии, применувајќи ги, мораме да ги научиме и нив. Так. Применувајќи ги кај болните дечиња. Сега сам прејде на темата. На следното прашање, што е доказ дека максимално како професионалец, како професор, веројатно твоите студенти се многу радосни за тоа, ги врзуваш темите што е многу важно, не само заради врзување на темите. Цело е, нели, кога има се. Многу е важно да имаш контакт со сите дејности. Каде е тука вештачката интелигенција? Каде е во здравството вештачката интелигенција? Ке помогне ли таа? Ке помогне ли во технологијата? Ке помогне ли во изумувањето на нови медикаменти, нови антибиотици? Кај ќе помогне во педијатријата? Ова е тема која што е за мене многу интригантно робот кој што ќе биде на таа интензивна нега. Ај сега да одиме многу далеко, но ајде од почеток. Па еве од почеток, ќе ви кажам, моето прво дежурство, јас кога бев дежурен, значи кога завршив специјалистички испит, се состоеше во тоа да ги однесов сите книги педијатриски со мене на дежурство. Целата вештачка природна интелигенција. Да, буквално така. И еден од нашите еминентни стари професори, кој сега веќе не е жив, него мрзеше, израчунал, он мене ми кажа, вика, знаеш колега, вика, ако сакаш да бидеш добар интензивец, мора да знаеш 38.000 бројки. Значи 38.000 бројки, зборам за интензивна нега и терапија во педијатријата. Така. Затоа што еден лек кај едно дете има 7-8 различни дози, не е иста дозата, зависи дали работи бубрекот, не работи, дали за срце се да не ја замарам публиката со тоа. Дојде време, помина некое време, се појави така наречен систем на фази лоджик. Фази лоджик кој што беше предвестие на вештачката интелигенција. Фази лоджик системот некаде во 90-тите години и раните 2000-ти години беше обид да поголем број на експерти во одредена област, во медицината, ги соберат своите знаења во, ке речем, еден сервер. Ајде, така да го крстам. Да го ставите во една машина. И таа машина да ви даде информација која може да едноставно да ти користи
Значи како информација Таа дополнително. информација е фактички сублимат некој или Да, некакво ама решение. од знаењата од сите од огромен дел на експерти кои што работат во одредена област. Така. За интензивна нега тоа беа вклучени прво 20 луѓе од Европа, па после се зголеми на повеќе од 2000 и така натаму. Тоа беше таа фаза на таа фази лоджик. Меѓутоа што дојде? Што може да биде добро, а може да биде опасно. Дојде една етапа во која што негде 2000-те години, значи како се разви, како букне интернетов, луѓето почна, колегите кои што почнуваа со специализација, почнаа да не ги памтат бројките. Кои што се Велат ги има таму, имам Имам у дигитал. таб, имам у телефон, Да. ќе кликнам, ќе ми кликнам. даде бројки. И тука суштински почна некоја форма на вештачка интелигенција. Знаете, може да кажеш ти, окей, не морам да ги памтам сите дози на тој лек, на допамин на пример. Ќе отворам на интернет, Тоа е ќе го случај со видам. пилотите, не знам дали знаеш, они не знам. памтат се. Тоа е Не знам. многу обемен материјал. Имаат водич, мануел. Таа Да. ситуација веднаш зема копилотот и листа. Да, али види, знаеш, има една работа која што е многу битна. Моето лично мислење, овој се да речеме последнава година, како се развива вештачката интелигенција, ја мислам дека она ќе биде од голема корист за нас. Така? Меѓутоа, никогаш не треба да се заборави дека субјектот, се уште сега за сега, субјектот на одлучување на лечењето на детето е сепак педијатрот, Човекот. човек. Значи разумот, Да, копчетот, совеста, емпатијата. значи се уште не И е знаењето. решено. Па апсолутно. Кај нас има во медицината има една работа која вели многу едноставно ќе го кажам ова. Учи многу. Ама еден ден нешто ќе ти се отвори во главата и диагноза можеш да му поставиш на пациентот дури од вака од врата да го видиш. Не мора да го прегледаш. Ама треба да има знаење. Значи, малку е пожолт, малку нешто му се случува и тука се веќе... Сега, тука е она што нас треба да ни помогне вештачката интелигенција, али треба добро да биде споена со кадри кои што знаат. Значи, зборам со лекари, односно педијатри, кои ја знаат педијатријата. Не со луѓе кои што не учат. Некако сегашнава вештачка интелигенција, ова што се обидува да го протнат на интернет, нели, со дека создава видеа, дека создава слики, се тоа ми е некако како произведено во AliExpress. Значи, ми ја нема она суштествена тежина. Се е тоа некаков сублимат на слики, па бојата фали, па носовите се извртени, па тоа видео, еве, се обидовме да некаков програм купиме, па тој програм не функционира, па те тераат нонстоп и поскап. Нема, она што се рекламира е многу далеко од она што се добива. Дури и во новинарството велеа ќе ги замени новинарите, но еве постави му теза и тема да напише артикл, ги нема правилата за артикл. Да, не можам да кажам за новинарство, бидејќи не сум го истражувал тој дел. Меѓутоа, се уште вештачката интелигенција е за медицината релативно затворена. Значи, се уште не е пуштена во пуна снага, условно да кажам така, да можеме да црпиме комплетно информација. Моето лично мислење е дека тоа ќе дојде еден момент, нели? Меѓутоа, повторно би инсистирал дека ние, може би ова некоја преодна фаза за наредни 100 години, нели, ќе видиме што подолг период технолошки што ќе се случи, нели? Да. Меѓутоа, во оваа фаза се уште финалната одлука ја носат лекарите. И мислам дека така треба. Не во оваа фаза, и во некои наредни фази, се додека не дојде момент да навистина постои вештачка интелигенција која што ќе може да даде некаква диагноза. Но и таа диагноза треба да биде по знак прашање. Мене само една работа ме плаши кога збориме за тој сектор. Вештачката интелигенција треба да му биде на услуга на човек што ја знае педијатријата, а не на човек кој што ништо не учил.
тука држи вода. А генерално и не сме да биде на услуга, да речеме некој човек има проблем со одредена здравствена состојба на дете, на свој близок, и сега ќе постави прашање на вештачката интелигенција на интернет, ќе добие некаков одговор и мисли дека тоа треба да го примени. Тој лек треба да го даде. Тоа е апсолутно погрешно и неточно и страшно и опасно. Тоа е опасно. Напротив, може да се консултира со интернет сајт кај што има веродостојни податоци, да види за што се работи, да види дали симптомите се совпаѓаат и подоцна, утре, задутре, да отиде на доктор и да направи консултации, да земе второ мислење, трето ако треба, пето, и да си го решава својот проблем. Она што е суштински во медицината проблем, што да речеме, за педиатријата да кажам, веројатно така глобално гледано најдобрите книги доаѓаат од француското говорно подрачје. Французите се многу интересни, они пишуваат за секоја болест многу долга историја на болест. Значи, историски гледано како изгледала таа болест пред 200, 300, 400 години, нели, до ден денешен. Ке видите, да речеме, во другиот дел во англосаксонската литература историјатот е релативно покус. Меѓутоа ќе видите дека болестите еволуираат. Значи не се идентични симптомите, има заболувања кои што клинички се манифестирале пред 200 години многу малку поразлично, некој многу поразлично до на денеска. Так. Има болести кои што не се менува битно клиничката слика. Сега тоа е момент кога збориме за вештачката интелигенција, тоа е момент кој што уствари со која треба да се наполни и она, да речеме, да се наполни, да се научи, како сакате кажете го, и да биде на логистика на луѓето кои што работат со медицината. Ова сакам да го поврзам и со вакцините, преска она што го постави како... Так. Значи, тука за вакцините не ни треба вештачка интелигенција. За вакцините знаеме дека дифтерија немаме више. Откако е воведена вакцината, дифтерија нема. Туберкулозата е намалена на 1%. Имаш значи дифтерија, тетанус исто така. Полио, детската парализа, Македонија од 2001 година, полио фри земја. Тоа е благодарение на вакцината. Апсолутно. Затоа не ни треба вештачка. Го гледаме едноставно кажано епидемиолошки. Да, но може би ќе се појават некои нови болести, посебно ракот е тука присутен, кој што ќе се вештачка интелигенција со помош на брзината на пресметување. Нели, таму се работи за некои нови методологии, кај што низите се менуваат, аминокиселини 300 други моментуми има кои што се на високо научно ниво, таа ќе може да пресмета многу побрзо отколку тие експерименти што ќе траат со години. Да, ние на пример, ја го слушав подкастот на колегата Бесими, што го имавте. Значи на пример, тука кога збориме и он спомна за делото и развојот на технолошкиот развој, значи видите, ти имаш една ситуација кога збореше за РНК вакцините. Да. Имаше една ситуација многу интересна дека откривањето на пеницилинот, кој што е сосема случајно откриен, нели, од Флеминг, мислам, големо, огромно откритие, до неговата примена има поминато многу години, повеќе години. Значи, требало време да се направат испитувања, да се направат студии, он е откриен 28 година, прв пат е даден 41 година, кај амерички војник кој што имал стрептококна сепса. Денеска, очекувам барем, со таа вештачка интелигенција, изработката на нови потенцијални лекови, као што и веќе се најавува, као што веќе и се пишува, ма треба да ги видиме реално, ќе се убрза. Објективно ќе се убрза. Така да, вештачката интелигенција само треба да им се даде лимит, гранки, зони, како да кажам, на делување и правен сектор. Да биде, значи, која носи одговорност во некоја рамка. Вкалупена во правна рамка. Апсолутно. Ние, како лекари, сме со Хипократова заклетва од една страна, ама и сме правно одговорни пред системот, пред пациентите и пред државата, така? Так. Вештачката интелигенција кому одговара? Тоа мора некако да се уоквири. Ако ја добијам ја информацијата од неа,
ја спроведам, мора да е тоа некако правно регулирано. Така. И тоа е нешто што треба дури да се развива. Да се... Тоа мислам дека поспоро ќе се развива отколку самата вештачка интелигенција. Добро, значи можеме да направиме едно резиме на денешниот разговор, дека сепак во здравството треба и таа вештачка интелигенција да искористат прво, еве да дадеме еден мал пример во резимето, интернетот прво бил за комуникација помеѓу факултетите и во воената индустрија зона во Америка, па после се проширил низ целиот свет. Значи прво го работеле некои, го пронашле кои што сметале дека ќе биде многу ограничен за комуникација. Така и вештачката интелигенција. Веројатно прво ќе ја превземат високотехнолошките компании кои што со помош на неа во областа на здравството ќе создадат одредени лекови, одредени вакцини, а таа постепено низ годините 20, 30, 50, 10, не знам, ќе дојде и во примена кај обичните граѓани. Професоре, јас ти благодарам за денешното гостување. Подкастов го направивме да биде онака сублимиран, да биде во една нормална должина, за да можат нашите гледачи да ги добијат вистинските информации, но да не ги замориме премногу. Сепак медицината и здравството се сериозни теми кои што треба сериозен пристап и сите информации кои што ги добиваат треба да бидат онака дозирани. Впрочем, како што и вие докторите сакате, 3 пати на ден. Да. По толку па ќе намалиш 5-тиот ден, па ако функционира ќе прекинеш, но нема да прекинеш помалку од толку денови и да не. Па добро, да. И да не должам. Значи вие сте сепак има една вистина која што ти ја спомена, дека ништо не е еднаш зададено, така и во медицината. Со овие промени, дека се живее, се еволуира, така и знаењето треба да еволуира. Да, апсолутно. Прво, благодарам за можноста овака да продискутираме заедно. Да, темата е имаме и други можности. Да, секако се надевам. Оваа тема ја би ја отварал сукцесивно уште малку. Мислам, темата на едукација и на вештачка интелигенција, каде ќе се позиционира, што ќе се позиционира, можда во одредени сектори, и мислам дека е тема која е интересна, која ќе биде интересна, но, пак ќе речам, таа треба да е орудие во структурата и во системот, а не индивидуално, затоа што индивидуалното собствено сам лекување не држи вода. И не функционира. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето, имавме навистина одлична емисија, дадовме одлични информации, одлични мислења, па се гледаме во некој нов термин, во некој нов подкаст. Почитувани пријатели, ова беше уште еднаш подкастот Панацеа МК, односно подкастот на порталите Панацеа МК и Педијатар МК, каде што ги третираме здравствените проблеми, здравствените прашања, но и се она што е ново во медицината и сите оние пропратни дејности и науки кои што функционираат заедно со неа. Се гледаме во нова епизода на истиот подкаст. Чао!